300 полицајци припадници на управата за јавни приходи и финансиската полиција ноќеска ги обсегнаа Кочани и Виница. По претреси на куќи, кафулињи и дискотеки, во полициската акција Детонатор досега уапсени се 23. Долго време биле под окото на одделот за организиран криминал. Се сомничат за рекет, насилство и изнуда, трговија со дрога и оружје. Пронајдени се пушки, пиштоли, бейсбол палки, фантомки и 44.000 евра. Оние во чии куќи и објекти ноќеска влезе полицијата револтирани, обвинуваат за полициска бруталност. И од тамо е одведен у диското. У диското е тепан со лисици на раце. Од десното или од левото уше крв му тече, целиот е модар. И по телото и по нојсте е модар. Целиот беше црвен по главата, телото не му го видев. Очите му беа крвави, носот му крвареше и му беше искривен. После тоа ја се облече блузата и пред присутните тука што вршеа претрес околу 10 души низ целата куќа. Се облечеа блузата и панталоните. Грбо му е целио, пендреци, тупаници. Некои откако цела ноќ биле држани од полицијата, дури утрово биле однесени во болница. Се обајле од 8 сата до сега неколку пациенти, поточно 4 или 5 момчиња, некаде на 18 па до 20 некоја година. Сите се примени во стабилна состојба. За бруталноста на полицијата при рацијата обвинуваат и посетители во дискотеката. Јас излегував и пред мене се појави маскиран човек кој што него ни познавам и веднаш ме бутна на земјата и кога излегнав во тај момент од вецето, музиката се прекина, почнуваше да се крши, да се капи, со тоа што и шишиња почнаа да летат, дури некои луѓе беа и повредени. Од Министерството за внатрешни работи со став за сите неправилности при апсењето, најблиските на приведените може да пријават. Има какви било забелешки во однос на постапувањето на полицијата, се разбира дека може да се обрати во внатрешната контрола која што по службена должност ќе постапи и ќе ги провери тие обвинувања. Кочани подолго време важи за див запад, каде чести се тепачките по кафулињата, а граѓаните се заложници на две групи кои постојано си ги одмеруваат силите. Уапсените во акцијата Детонатор ќе бидат изведени пред истражен судија во Кривичниот суд во Скопје.